Може ли отново? Можем. 3, 2, 1, акција. Добро вечер и добро дојдовте во уште една епизода. Денеска сме тука со... не требаше да кажам темата, не. Вечер и добро дојдовте во првата епизода на Ecologically Speaking. Тука сум јас, вашиот хост Симона Ѓоргиевска, и денеска ќе правиме мабет за нешто што е многу комплицирано, ама исто време многу важно. И тука сме со... Добро вечер и од мене, јас сум Памела. И... Јас сум Петар. Сега, јас имам едно многу битно прашање за Памела или за Петар. Што разбирате вие под поемот циркуларна економија? Циркуларна економија. Тоа нели е кога нешто купиме, а за да не го фрлиме да се обнове? Као некој процес. Ти го купиш и кога се расипе нешто, пример, расипе ти си, ти го поправиш и цяло време го поправаш, но дека не треба веќе. Тогава се фрли. Ај дај ми пример. Пример, колата ти се расипе, ти ја поправиш, па ја возиш, па ти се расипе, па ја поправиш и додека веќе не е за отпад, ќе ја возиш. Процес кој што нема крај, само врте. И цело време се обновува. Добар пример, но сега ајде да го прашаме нашиот гостин, што мисли за циркуларната економија. Добро вечер. Благодарам на поканата што ме поканивте да бидам ваш прв гостин во вашето првиот подкаст. Јас сум Столе, дипломиран инженер за животна средина и работам на теми поврзани со животната средина. Ајде да го чуем прашањето. Прашањето е: под што разбирате вие за циркуларна економија? Значи, циркуларна економија е нов концепт во движењето или во науката, кој што обработува теми од бизнисот, да речеме, или од економската сфера, за процес во кој што кружно, циркуларна, самиот збор значи циркуларна, циркуларно се употребуваат ресурсите во самиот процес на производство, било тоа да е услуга. Ме слушав дека имавте интересна дискусија и тука некаде сте, иако дека е комплицирано, не е воопшто комплицирано, а дека е интересно. Која е главната разлика во, да речеме, во линеарната и циркуларната економија? Знаете ли, може ли да ми кажете што може да биде разлика? Самиот збор кажува линеарна, само во една линија, додека пак циркуларна врте. Нешто врте, нешто. Да. Што тоа нешто што врте? Това што секојдневно или не секојдневно го користиме. Или отпад, или нешто што користиме, не мора да е отпад. А додека линеарната, това не врте, това е линија и одма да бе отпад. Одма е ѓубре. А циркуларната одново се искористува. Некако у тај фазон. Може нешто се движи. Така е. Значи, кога збориме за линеарна, тоа е конвенционален начин на економија, на производство, на добра материјални средства кои што ние ги користиме, нели, во секојдневието. Сега, тоа што значи да направите еден производ? За еден производ ви треба да замислиме производството на леб. Што му треба на лебот за да произведеме леб? Брашно, Добро. Ресурси. вода. Брашно, ресурси, вода. Друго? Тоа за мелење, как се да вика? Мелење. Што да измелеме брашно? Тоа некој ќе го праве това.
не само ресурсите, треба да се... Тоа е цел процес. Да, това е голем процес. Мислам, може би изгледа едноставно, но това е... Да земеме, да купиме еден леп, една векна леп од продавница. Што мисле, низ какви процеси поминува тоа? Првен се збира жито, Добро. од кој што това жито имаше механизам што го мели и това се претвара у прах или у брашно. Добро. Од таму имаме различни состојки. Со помош на брашното ние, за да направиме тесто, на нас ни е потребно, например, јајце, квасец, това што ќе му помогне на тестото да порасне или да биде edible, да не умреме кога ќе го изедеме. Добро. И после со тај процес това се пече у пекара или било дека да се пече и после се продава у продавницата. Памела, ти што мислиш? Лично. Слично? Да. Нешто дали препушти нешто? Малку и поразработено, веќе пекарите не се до толку, да кажам. Како дома што го правим? Па да. И Петар што мислиш? У пекарите само така и го носят, они само го изпечат и... Само го носат у векни Да, и они го печат и продават. и продават. Аха. Значи мораме, за да можеме да знаеме што е циркуларна економија, прво мора да знаеме што е линеарна економија, така? Линеарна економија, кога имаме нешто, имаме некој производ или некоја услуга, кој што користи одредени ресурси и треба да биде ставен на располагање на крајот на крајните потрошувачи, муштериите, кои што ќе купат тој производ и кои што ќе го користат. И тука негде завршува нели целиот процес на економијата од производ кај што до конечен купувач и при тоа нели треба да се оствари некоја си добивка, да имаме ќар од сето тоа што го направили. Тоа може да се однесува и на услуга и на производ. Ајде кажете ми некој производ, да речеме, што го знаете, вие производ. Што користиме? Речеме секојдневно што го користиме потик. Циркуларна економија. Не, обично презумуваме општо производ. Например, фалширана вода. Еве, шише, вода. Или обруј. Или облека. Може и облека. Еве ќе земеме за шишето вода. Фабрика има специјална, кој што имат инсталирано ова рече го опрема, технолошки процес за флаширање, за пунење на вода. Прво има извор, зафат на извор, ја полнат водата, па етикети, капачиња, сите тие работи, па се пакуваат со нели овие фолијата кои што е за да може да се транспортира, па на палети, па камиони, па работници, па ќе го донесат до супермаркетот. Под супермаркетот ќе го растоварат работници, транспорт, доаѓа до супермаркетот, може да си замислите. Виделе сте како ги растоварат надо, па има луѓе, па ги влечат, па ги стават од магазин, па ги ваат од магазин, па од таму ги стават во фрижидери, па ги ваат од фрижидери, па доаѓаат да ги купуваат, па на касата. И се носи сето тоа, и дома што правиме ние? Го отвараме шишто, и штураме водата, и шишто туп у канта. Која е целта, нели, на самото шише? Целта на самото шише е, пази колкав процес е тоа, за да на крајот ние само шишто го испиеме и го фрлиме. И тоа е до сега концептот на линеарна економија. Циркуларната економија бара други решенија. Циркуларната економија бара решение кое што има 4 R на англиски, значи. Не знам дали сте слушали. Или трудно ќе живее. Некако така ми иде на мене. R значи, Петар тоа го каже, нешто е да се поправи. Да, тоа што значи на R? Reuse, recycle. Cycle, reuse и... Аха, првото е reduce. Да, Прво reduce. Значи да намалеме. добро. Второто е reuse. Третото е repair. И четвртото е recycle. Тие се 4 R. Значи reduce, reuse, repair и recycle. За да нема конечен отпад да не се генерира. Сега да речеме, кога ќе оземе пример тебе со шишето, што би било, у кој фази би можело овие сите да се искористат? Reduce, reuse, repair, recycle. Reduce, кога нели кога пиеме повеќе шишиња и ги Добро. фрлеме у континери што се за рециклација, од кои што за пластика, и оние таму ќе го земат, Добро.
ќе го несто фабриката и ќе го искористат пашишто. Добро. Reuse. Reduce е да го поправат. Reduce Или репер. или repair или recycle. Да. У кој момент имаме reuse, repair, recycle? Но како веќе Recycle е последното. Recycle е тоа што го сега правиме. Значи, шипињата пластични ги зимаат, има луѓе сте приметили ги собират, па ги носат на отпад, па тамо ги зимат, има посебни дробилици, ги дробат и одново ги претопуват, одново прават гранулат и од тај гранулат одново прават епрувети, од тие епрувети одново прават шишиња и тоа веќе е recycle. Кој обновено веќе. Кој обновен. А reuse и reduce што би можело да биде? Реюз А, на ново, пример. Од прво да го Повторно искористи. ниво. Ај што е пример да речем? Па јас што наместо Кој? да оформам, Пластичното. да. Да го Па употреби да повторно. напунам. Па да си напунеш водата и за домашни потреби. Ама за да речеме у производство, у процес на трговија, дали го користат тоа? Не. Не. Ама некои користат, има некои што ги користат. Стаклените шишиња. Да. Посебно да речеме шишињата за сокови, пепси. Тие ги носат у стаклени шишиња. Значи, што значи тие пак им прават реупотреба, реюз. Значи ги собират стаклените шишиња, ги враќат у фабриката пак таму, ги перат одново, ги стерилизират одново и пак ги полнат со шише, да речеме, сок и пак ги враќат у производство. Тоа е реюз. Reduce ќе дојде кога би размислувале концепт да намалиме нешто. Да се намали, пример, ако е опаковката, амбалажата голема, и генерира отпад, сета се минува отпад. Таа значи, ајде сега да пробаме да ја намалиме, да не биде толков отпад генерира. И repair е кога нешто ќе можеме да поправиме. Дали малку сајсо на тоа е циркуларна економија? Малку нешто. Значи, циркуларна економија да размислуваме ресурсите кои што ги користиме за да се произведе еден производ, да бидат што помалку reduce, а да го добиеме истиот ефект. И тие што ќе ги вишок што ќе се како отпад, дали може да се reuse, да се реупотребат во самиот процес? Тие што не можат да се употребат, дали може да се поправат? А тие што не може да се поправат, дали може да се рециклират? И тоа е главниот концепт на циркуларната економија кој што се постира на тоа. И сега циркуларна економија може да се примене на се. Од различна услуга кој што вршиме, циркуларна економија, кој што ние мериме што се правиме. Но за да имаме успех на циркуларна економија, мораме да водиме строго евиденција на што правиме во секој процес. Кога избориле за циркуларна економија или за зелена економија, тука треба да размислуваме какви се потрошувачи има во самиот процес. Дали се високоенергетски ова речеме потрошувачите? А класа, Б класа. Сите тие што се Б класа трошат многу повеќе струја. Еве да речеме клима уреди и електрични шпорити. За да размислуваме за таму, за заштедиме ние на електрична енергија, би ставиле, нели, А класа апаратура која што ќе троши многу малку струја. Друг модел е, еве сме намалиле веќе потрошувачката колку што може технолошки. Но дали можеме да користиме друг тип на електрична енергија? Да не користиме конвенционално. Од обновливите извори. Од обновливи извори. Ај, например, што? Сончева енергија. Добро. Од И ветер. како сончева енергија, например, еве за домаќинствата ви користиме. Па за да се стопли вода, не треба сончева енергија. И според Добро. викате, Ове што збират сончева енергија. колекторите. Што ги има врз куќите. Да, Што е намена таму? да имаме топла вода во домаќинството. Ако немаме колектор, сончев колектор, как ќе згрееме вода? Со Боље. печка, со бойлер, Со бољер. со печка. Значи на струја. Да. На струја. Тук причина копчето, тук трошеве струја, има греач во самиот бољер и ја грее водата, така? Да. А колекторот што прави? Знам што поскапо. А колекторот што прави? Сончевиот колектор. Поевтино. Истото го прави, само што ја грее Поекономично. природно, условно речено, на сончева светлина. И што сме направиле исто?
сме заштедиле потрошувачка на електрична енергия, наместо да трошим електрична енергия за да загреваме вода, ние го користаме сонцето и я загреваме вода. Това ще го имам. Значи, това е концепто и тук користаме алтернативни извори на енергия. И тогаш може. Друга работа има да речем фотоволтаични панели. Чули ли за това? Що значи фотоволтаични? Дали сте чули за фотоволтаични панели? Не фотоволтаични. Не съм чула аз. Може ли ако има... Фотоволтаични колектори. Фотосинтеза, я знам що. Що е фотосинтеза? Нямам пойма. Човеци, не можем да го запамтим, що е фотосинтеза. Фотосинтеза. Можем да го запамтим. И това не е циркуларна така. Що ядат растенията. Мислям спортова права храна. Чивите знаци. Що е фотосинтеза? Мисля си помежду две. Хайде да чувам. Как беше това за... От слънчевата енергия и от... Да, как беше? Водата. Добро. Сега само мислям си кой е. Помощ на слънчева. И двете. И още нещо има плюс. Да. Оксето. Много ги домовете, и отнесе се. Сега сме го на школа. Що е процес на фотосинтеза? Водата влево границите на стеблото. Добро, Светлината удара на лист. Добро. И листовите що има? И листовите що има? Зелено нещо. Хлорофил. Да. Помощ на хлорофила, що се прави? Се прави шекер, мислям глукозата, и плюс се добива кислород. Значи... От фотосинтезата това е продукта. Що да кажа Фотоволтаичен панел. Що е това? Що е това? Фотоволтаични панели или фотоволтаични колектори? Нещо са фото са... Нещо пак е са фото, нещо са сонце, не ли? То слика, дечки. Ама и фото е светлина. Фото е светлина. Да, това Нали панелите ще са по линията строенки. Ти, защо си? За строя. За строя. Значи, Америка. Значи, що правим фотосинтеза, сбориме растенията, користят го процеса на фотосинтеза, за да направят дръвна маса, относно масата на растението, относно клетките да се формират, а фотоволтаичните панели го ловат слънцето и има исто клетки, келии така наречени, кои ще преко трансформация на слънчевата светлина се хемиска реакция, физичко-хемиска реакция, се произвежда електрична енергия. И пак се изкориства слънцето като ресурс, за да произведем електрична енергия. И те са тези обновливи извори на енергия. Кои са необновливи извори на енергия? Необновливи извори на енергия, затова, защото те имат заробена енергия отнатре и ако се согорват тия, да речеме, необновливи извори или така наречени фосилни извори на фосилни горива, се освобода огромна енергия, топлинска най-често, и ще можем ние да я претваряме, да я конвертираме в зависимост от точно ни трябва. Дали трябва да види електрична енергия, дали да види топлинска енергия и я користим. В Македония скоро 90% от електричната енергия се произведва от необновливи, така наречени конвенционални извори на енергия или така наречени фосилни. И това, знаете ли как се случва? Това се случва в термоцентралата в Битола. Сега малко ги да питаме някои лични, бързи прашения. Бързи. Да. И лесни и интересни. Како, например, ваш личен пример от секојдневието, што помогнало да направите за по-добра циркуларна економија? Личен мой пример. Да, ваш личен пример. Што сте направили? Личен пример имам направено кај дома сите обични сијалици кои што ги имавме и беа од тие старите сијалици со волфрамова жица и светеа жолто и трошеа по 100 вати на час. Ги заменивме со LED сијалици кои што трошат 3-4 вати. Тоа значи сме намалеле
потрошувачка, не знам, 500 пати. Да, за да можем да намалиме потрошувачката на електрична енергија. И тоа е во концептот на циркуларна или зелена економија, reduce, да намалиме потрошувачката на електрична енергија. Паѓам ви се, може ли искористам? Да. И аз имам записано неколко. Ајде. Колко ще ми отговаряш, да. Добро. Колко последен път свърли нещо и се покая? Нещо. Да. Гюбре. Юрка, що ти Вярно. мислиш, що се Па, може да се каже, имам собрано едно кесе шишиња собрани, кои што требаше да бидат за да се соберат за рециклажа, а уствари некој го откраде кесото пред вратата и фрлиме сите укани и завршија сите пак на депонијата на отпад. И мисијата беше неуспешна за да го селектираме отпадот. И затоа се кажам. Значи целта не успеала. Не успеа. Петър, Не знам. Морам да го питам ва. Ај. Ако беше рециклиран предмет, що би бил? И аз. Да. Интересно. И е рециклиран. Да. Човек рециклиран. Мале, пластика нещо, некој пасично шише, не знам. Не е добро. Нещо по-корисно нещо да видам. Шо би бил тоа? Не сум разрешен на тоа. Би можел да видам стаклена чаша. И шо би било ти? Нещо по-креативно е кажа. Ајде да чуем нещо по-креативно, рециклирано нещо, шо може да ми. Облека. Диор. Облека? Да. Може да. После може да се донира? Да, ова е одличен пример. Сега ќе ви кажам дека во светот се повеќе тренд станува користењето на секонд хенд облека, каде што станува тренд, затоа што облеката е врзана сезонски и условно речено нели со мода, врзана е кој што се носи само 2-3 недели или 2-3 месеци и после станува отпад. Или, ако за да не биде отпад, таа облека да се искористи да се направи нешто друго. Пример, черги, пример, ја користат да направат ранци, Да. кукли, и тоа може да биде циркуларна економија, да. Што е по-штетно, пластика или стакло? Поштетно. Како Да, ќе да. поштетно? Па, така што користам секојдневно. Може да прашам што е по-корисно е, да речем. Поштетно, По-корисно, јас мислам, стаклото. и јас мислам така. Зошто? Па, оти, има шинја, има... Може да го користиш повеќе пати. Не, има све и свашто од стакло. Ама можеш да го користиш повеќе пати. Значи повеќе пати може да се користи. Reuse, значи принципот на reuse. Сега стаклената чаша, ако беше сега пластична чаша, што правим со пластични чаши, ја пиеме, во канта за ѓубре, оттаму доаѓаат нели од комуналното и сите на депони. И добро, сега треба да питаме едно многу битно прашање. Што научивме денеска? Битно и тешко. Денеска научивме многу работи и што стварно треба да ги искористиме тие работи. Циркуларната економија не е само некој едноставен процес, туку е многу важен процес ние дека што живееме во нашата околина, а и секаде. И треба да ги искористуваме сите работи што секојдневно ги фрламе во ѓубрето за тие да кружат во тај процес и па да ги искористиме секојдневно. И тоа си управо, бидејќи ако продолжиме со линеарната економија, ние ќе бидеме потрупани од ѓубре. А има многу битни 4 R's. Точно? Reduce, reuse, recycle, repair. Ви благодарам и ова ни беше првата епизода од Ecologically Speaking и тука сега ќе завршиме и Но пред тоа да заблагодариме на нашиот гости. Благодарам на поканата. И се надеваме дека ќе се видиме во втората епизода. Чао, чао!
Веќе